Сега, за разлика од хунзите, Калаш е некој збор кој мене ми е познат на некој начин. Да, знаеш што, пред да тргнем овде, јас нив ги викав ханзи и калеши. Знаеш? Калеши се Калеши, да. Сега, според пакистански некои теории, бидејќи се ова навистина ни прекрасни жени, толку убави жени ти немаш видено. Ма неверојатно. Според сите приказни што јас ги имав прочитано пред да одам, значи Роксана е точно од овие региони, од кај Калашите. Роксана, жената на Александар, со која што тој се оженил, освојувајќи Персија, после која им дал примери на другите македонци да се оженат и не знам, таму има повеќе од 3000 брака вклучени во еден ден, склучени меѓу македонци од фалангата и персики, поточно бактрики. Која визија ја имал илјадници години, пошто кралските семејства тоа го прават веќе после таму, нели, 10 век. Која визија ја имал како светот да нели, значи тој имал жени и пред Роксана, имал и после Роксана, меѓутоа Роксана останува онаа што спомнуваме до ден денес, нели? Дека Александар не сакал да го покори светот, он сакал да го обедини светот. Александар е големиот обединител. Знаеш, и затоа многу се лутам што денеска некој си зема за право да си го присвојува со една голема лага, знаеш. Затоа што и овде се случува истото. Кога стигнав кај Калашите... Кога гледаме овдека една друга работа, не ја кажавме, Марина, ништо не видов од хеленската култура, грчката, која они толку се фал. И кога ќе ми кажат оние плачковци, кога ги мрсоленковци пред камера, зошто Скопје ни ја крадете историјата? Грчка телевизија, нели, оние дедовци, оние проста маса селјачка, што треба, нели, ратните барабани да ги надуваат. Со се ова што се случи вчера и денеска... Каде ви е вашата култура, цивилизација, ако било тоа? Нели, и сега за уши да го фатиш режисерот на филмот Александар, кретенон глуп кој ја викам одамна заслужuje ќотек да јаде, затоа што на времето го украде, го оплјачка класично еден Стенли Кјубрик и му го зема Оскарот на времето, Full Metal Jacket и така натаму и така натаму. Не сакам името да му го спомнувам, не се. Сега да го однесеш и да видиме како ќе објасни реченицата For Greece, кога тргнува напад за Македонија, македонци во напад за Грција. Многу е позната една реченица на Александар кога тој стига до овие предели и кога македонците се премногу уморни веќе да го следат за во Индија. Знаеш, тука е најголемиот бунт кој македонците му го прават на Александар и после 8 години, после толку многу патешествија и борби и умори, замори, рани, и борби и битки, се тоа нормално се случува во еден момент пат на духот, пат на енергијата. Да. И знаете онаа позната реченица на Александар, македонци мои, за вас го освоив светов. Знаете, тој не вика грци мои или хелени мои или не знам што. Македонци. Македонци мои, за вас го освоив светот. Значи, овде тој се жени со Роксана во овие подрачја. Роксана е бактриска принцеза. Бактрија е точно на денешната граница меѓу Авганистан и Пакистан, точно кај што се денес Калашите. Знаеш? Бидејќи тие се навистина се уште и после 23 века најубавите жени што јас сум ги видела на светов. Марина, доставише да ги видам. Па не знам дали го имаме спремено баш тој свет. Немој сега го немаме спремено. Меѓутоа, тие се, пуштате нешто од тука да видиме што имаме спремено. Ке коментираме или... Не имаме спремено една изјава од еден калаш, кој... Не ме интересира калашот. Се кажува, се што се кажува. Калашинките, калашниковите ми треба. Оно што сакам да кажам е дека таму наназад 10 години веќе има грчки мисионери. А таму има грчки мисионери. Апсолутно, мој колега. Значи, они пред 10 години снимиле емисија кај Калашите. Тој истиот што ја снимил емисијата кај нив, веднаш после враќањето во Грција си отворил NGO, значи хуманитарна една организација која нели собира донации од Грција, као за кај Калашите. А им пере мозок. И Калашите се сега една колонија за грчки уметници, луѓе што сакаат да си се откачат, да отидат да доживеат нирвана. Не продадоа и педерастијата таму, све им продадоа? Па мислам дека не. Мислам дека не, затоа што калашките жени се многу познати по едно слободно однесување. Мислам дека меѓу другото Александар и на тоа паднал кај Роксана. Тие викаат дека дури јас викам во филмот, тие не трпат малтретирање како секоја права вака македонка денешна.
Значи, ако не се допаѓа, не да нема таму муслимански обичаи, иако живеат во најмуслимански регион на светот, на граница меѓу Афганистан и Пакистан, па го откачува, да не употребам друг збор одма. Да видиме што ќе кажат калашите. Меѓутоа, мислам дека овде го имам точно сега одбрано тој да го видат нашите гледачи како изгледа грчкиот културен центар, што се гради во сред село Бамбурет. А многу ме интересира, чим нема да ги видам жените. Ќе ги видиш, здравје Боже, има време. Одиме со прилогот режија. So hello, I'm from Kailash Valley. So hello to Macedonian people. I'm same family from Macedonians. We have different explanations, but I think in my research, so when Alexander came in this area, so he divided his army in two parts. The Alexander the Great, he came by Khyber Pass, not by this valley. So he's one of the journal. He took the army, the second part of army, and he came from this way, Lawari Pass. So here is the Kailashian people, we call Kailashian people. So they're also from Macedonian. So how they live here? How they start to live here? So that is a very important question. So at that time, so it is a very long way from Macedonia to here. It took 8 years. So some people are sick, some people have an injury. So who have an injury, who have a sickness? So in our explanation, they start to live here. They cannot go with Alexander the Great, so they stop the Alexander the Great and they start to live here in this valley. So they are still like that time, you know, their culture, their tradition. It's same like that about 326 BC. So people said they are same like that time, living like that time. But Kailashian and the Hunza people, they are totally different from the part of Pakistan. You know. The language, history, and culture is totally, living life is totally different. So they are not from here, Hunza people and the Kailashian people. They are of course from Macedonia. Actually, just I know, you know, we are from Macedonia in Hunza. The history, you know, it's become father to son and son to son, son to son, son to son. Nobody write a book or some explanation. So this is the true explanation, I think. And later, you know, in that time in the Hunza also there is no education. But the people say we are from Macedonia. We are from Macedonia. Интересно, да. We are from Macedonia, знаеш. И сега, овде, добро, јас мислев дека и тој инсерт, меѓутоа подобро да не го пуштаме, да се види дека грците градат грчки културен центар во сред село Бамбурет. Меѓутоа, пази што се случува. Тие ги убедувале во својата собствена лага и калашите. Ме разбираш? Човек без собствен идентитет, човек што се храни од туѓиот идентитет. Функционира така. Ти отишла таму, некој наш колега, исто така што снимал емисија пред 10 години прв пат за калашите, после тоа ја претворил до урината на калашите во една грчка колонија практично. Значи, оформил, како се вика тоа, хуманитарна организација, NGO во Грција, која собира донации и као таму нешто многу им помага на калашите за зачувување на идентитетот. И ги убедуваат дека се исто со грците. Меѓутоа што им вели? Ово истиот, мене ми вели, знаеш, откако веќе ме запозна, јас му велам, вика, од кај си ти? Јас викам од Македонија, нели? И тој вика, о, има тука други македонци. Пази што ми вика, викам македонци? Да, значи тие таму се представуваат како македонци. Грците се... Да. И викаат, вие сте од Александар Македонски и ние сме од Александар Македонски, значи ние сме браќа. И си тераат така едно 10 години во една корелација многу интересна, нормално. Ова се 3 села, за разлика од хунзите, ова се многу понеписмен народ, калашите, каде што можеш да им продадеш све што ќе ти падне на памет.
Така да, мислам, ефектот од сето тоа, резултатот е тој грчки културен центар што се гради. Се градеше, 2005 требаше да се отвори пред да одиме ние. Меѓутоа, ово истиот мене ми вика: Марина, јас што се сметам најпаметен и најписмен во село, во прв пат слушам дека Македонија била нешто друго од Грција. Нели? Сега, знаеш што се случува, Јанко? Утре дента цело село таму знаеше дека овој што се представуваше дека е македонец, уствари баш не е македонец, него е нешто грк. Ме разбираш? А им вика цело време македонец дека. Па ние сме браќа, ти си од Александар и јас сум од Александар Македонски, значи ние сме браќа. Сега излезе нова една вистина, за жал, после 10 години, меѓутоа не е битно кога вистината ќе излезе на површина. Ме разбираш што сакам да ти кажам? Какви паразитски типови има, значи, таму? Значи, ама добро си ја работата, додека ние ги одбиваме уопште и да ги примиме, они си градат културни центри. Ама не е битно на крајот на криштото. 10 години поминале, што се 10 години во однос на 23 века, нели? Нема да им го изрибаат мозокот за толку. Сигурно. Мислам, кога ќе се соочат со факти, кога ќе се соочат го слушаш и самиот што кажува. Тој кога ќе ги видат фактите од јазикот и од културата. Тој вика, we are from Macedonia, we came from Macedonia, не вика we came from Greece, или from Hellenic, или from Атина, или не знам од каде. Така да направам јас една моја завршница на ова вечерва. Значи, ова што јас го направив... Каква завршница? Чекај, имам уште половете. Ти мислиш? Ја го почнав и завршувам разговорот, не ти. Не е твоја емисија. На мојово излагање. Значи, она што јас го направив како моја животна мисија, значи, мисијата беше завршена во оној момент кога овој филм се пушти на програмите. Ти овдека беше 2 дена кај хунзите и пола ден кај калашите. Толку имам време и толку имав можности. Не си имала ни време ни да изрежираш нешто да смутиш. Апсолутно. Значи, ова беше се една природна реакција. Уствари, ова не е филм, ова е видеозапис. Значи, она што во моментот сме успеале да фатиме како видеозапис преточено во некаков така наречен филм, нели? Иако, како што можеме многу добро да видиме, нашите соседи многу посериозно си го сватиле тоа. Калашето, на страна, калашите велат дека се со исто потекло како и хунзите. Така, свесни се едни за други. Апсолутно. Иако имаат различни носи, различен јазик и се тоа. Значи, тоа се две различни племиња од фалангата. Допрва треба да се открие од каде се калашите, бидејќи тие па за етнолошкиот свет се една мистерија. Тие се многу чуден народ, чудно племе, никој етнолог не може да ги дешифрира нивните обичаи. Јас читав некои записи од Желјко Малнар, ако ти текнува пред да одам, тој има една многу култна книга, се вика Во потрага по стаклениот град, каде што во едно патешествие поминува еден извесен период кај нив и во книгата тој многу фино вика јас... Што бара тоа, Шангрила? Да. Тој сака да остане кај калашите, не сака да се враќа назад, двај го усобираат да се врати. Истото јас го имав како чувство. Мене ми се еднаш кога си македонец, за секогаш македонец. Така е. Тоа е едно такво перцепирање на светот и на животот да е својствено македонски. Ми се чини дека само македонец така може да го прифати светот. Да ти кажам, приватно си правиме муавет, исклучи камерите. Сопругата моја, се немаме многу време да се видиме деноиве, она на работа до навечер, ја навечер на работа, така натаму. Па ќе се јавам помеѓу, викам, што правиш овие 2 дена? И преска се слушам, викам, што правиш? Седам со тетрадка како учениче, пишувам, им дадов задача на 3 деца, вика, кој да игра, кој да учи, што да прават, вика, и седам, вика, пред емисијата запишувам. Што си изговорила ти, што кажал Вангел и така натаму. Викам, па добро, што толку се потресеш? Ти знаеш ли, вика, како допира ова до мене? Значи, јас сега не мора мојата сопруга да веде нешто, не знам колку различна од нашите гледачи. Знаеш, преку неколку блиски луѓе ние ќе ги почувствуваме и преку писмата, мейловите и така натаму. Значи, ние исконски ги почувствуваме, ги чувствуваме вистините. Значи, ја немам потреба да се, пази, едно племе кое е ништо беззначајно и така натаму. Искрено го чувствувам дека има значење и дека ми е битно. Да рекол некој, па што ти е важно, што не да си откриеш, например, јапонците со самураите и нинџите, да, ама не го осеќам природно. Ова го осеќам природно. Чергата од баба ми, од битушко, што ја донела, што седеше и иструле вунената черга, истите шари, што беа,
Како можеле тој дизајн и ово и таму? Немало ни интернет, немало ни... Како можеле езги на Зурлине, иштите наши мајовци ме одлепија на крај таму. Јас бев цело време вознесена, мислам, од многу причини, меѓутоа кога ги слушнам Зурли и Тапа, они викат, сакате да ви викнем, мислам, сакаат да не испратат хунзите со нивна музика. Кога јас ја видов нивната музика, јас одлепив Јанко тотално, мислам, како да ти кажам. Виде и самиот, значи Зурли и Тапани. И сега да дојдеме до клучната работа, што ни Оливер Стоун, шупакот од режисер, никој, кога историја зафаќа, не може да ја копира. Ја го напишав како неколку реченици и го објавив во премин како еден лош текст, моја анализа на филмот. Но, вака беше. Што и каква личност може да натера 30-50 илјади македонци 10 години да идат до крајот на светот, да го следат, да сватат дека не разбираат каде идат, нели? Бунтот што кажува кај Индија? Дека они не ја ни разбрали идејата негова. Не ја разбрале, он е разочаран. Вика, зар не ме свативте кој... Што збори тоа за Александар? Каква божествена харизма имал. Они тргнале, он имал таква благодет, он таква имал харизма да им делувал како полубог на тие луѓе. Да го следат слепо, не разбирајќи ни дури зошто до крајот на светот. Сега ние треба да се направи еден психолошки профил, да се он имал личност рамна со таква благодет како на овие просветлени личности што ги имаме после во религијата што ни се јавуваат како кај светите од. Значи толкава харизма оставал кај луѓе. Тој бил така воспитуван и негуван, он освен Аристотел бил воспитуван од Аристомандер, например, еден духовник. И втора работа, уште едно. Што ќе донесеш заклучок? Еве, ја можеби сум најчисто цела ова работа, бидејќи прв пат се сретнувам со ова, освен онака штури. Што значи? Дека нивната цивилизација била толку јака, толку трага оставила, да дури ни исламот, ни новокомпонуваните шеријатски и така натаму девијантни разноразни варијации на религии и цивилизации, да, ништо не успеало да го надвладее. Што значи цивилизацијата македонска не била само воинствена, таа имала стварно некои високи културни вредности кои до ден денеска можат и треба да служат репер. Апропо на муабетот што Вангел Божиновски нели го тврди и се повеќе археолози. Значи едно, харизмата на една личност, фасцинантна харизма, која била подкрепена со знаење, која била подкрепена со убавина, он бил убав човек, кој ќе го видиме на лик, нели? Но он имал нешто што тоа не може да се прикаже. Некоја светост. Духовна убавина, величинствена, а после и физичка. Значи, Александар бил големиот обединител на светот. Човек со визија дека светот може да се обедини со еден јазик. И да го следиш, а да не разбираш што он замислувал. Уште не знаеле дека земјата е округла. Тие иделе до крај на светот. Мислеле дека позади тоа е веќе провалија и желките на кои е положена плочата се од таа страна. Да. Знаеш што е многу важно кога зборуваме за Александар, што тој успеал во својата мисија. Значи, јас велам да не умрел толку млад, кој знае како ќе изгледала светската историја и светската географија. За жал, како и сите големи луѓе во историјата, и него... Брзо согорел. Како метеоритот на небото, така. Брзо согорел. Меѓутоа, и во тој свој краток живот, тој ја исполнил својата животна мисија. Она зашто бил создаден, она зашто бил воспитуван, она зашто бил негуван и трениран во текот на своето детство, знаеш. И сега тој само го наследил она што Филип го започнал, се разбира, Филип тука не смее да се занемари. Филип ја создал основата за тоа што Александар го продолжил и го направил тоа во една безпрекорна, како да ти кажем, безпрекорна хармонија на енергиите македонски. Замисли, во едно време, каде што не би имал никаков проблем да ги изедеш живи своите непријатели. Не да ги убиеш, да ги изедеш. И за тоа никој ништо ни да запише збор, нити трага да остане. Може да ги избрише тие народи, да не постојат.
Он создавал мешавина, он градел. Он не ги уривал, не ги палел градовите. Он создавал библиотеки. Колку Александрии се создадени по него. Само во Пакистан има 17 Александрии. Карачи е последната Александрија што тој е создал. И нека би каже дека Александар е некој грчко име и да земам со троножнава мотка од камерава да го утепам од Чотек. Јас во Пакистан, навистина, во многу наврати го спомнувам ова, меѓутоа и во Пакистан, што велиш некаде позади грбот на Господ, ке спомнеш дека си од Македонија. Таа фасцинација, јас многу долго време вака се чудев, не можев да си ја доживеам. За нив е Македонија исто што Александар Македонски. За нив ако спомнеш дека си македонец, тогаш си бог. Или наследник на Богот. Ме разбираш што сакам да те кажам? Значи каква харизма, каква духовна трага е оставена. До ден денешен ти крвник не може да остави таква трага. Не може да остави трага непријател. Не може да оној што убивал, не, оној што создавал, оној што дошол. Ние де факто, кога се појавила македонската цивилизација, тоа било како елиени да се спуштиле од Вселената со нова култура, со нова цивилизација, со нова технологија, тоа било неверојатно. Денешново НАТО е измислица на Александар. Денешново НАТО. Значи, Европската унија. Како што тој одел и освојувал, имал 3 модалитети, да речам. Секунда, нека причам. За оние што му се предаваат, нели, доброволно, кога гледат дека доаѓа, тогаш им дозволувал да се зачуваат цар, царици, марици, све што нели следува хиерархија, со тоа што требало да плаќаат данок, исто како денешка НАТО, и требало група војници да му испраќаат во македонската фаланга. Па ти преска виде во филмот дека првиот таков што нели Македонија го освоила се е така наречената денешна многу вака една древна цивилизација Грција, тоест Атина, која сметала дека кај битката кај Херонеја која никогаш немала територија, биле 2 града. Они живееле во градови, а не живееле на територија, сметале дека е варварски да имаш таква поставеност. Многу има битна работа што јас многу често сакам да спомнувам во Македонија. Еве вечерва е особено прилика да го спомнам уште еднаш. Значи, во битката кај Ис, кога македонската фаланга се бори против војската на Дарија, персискиот цар. Значи, и сега има легенда колку војници имало македонски во фалангата, колку имало персиски. Квинт Куртиеров, значи тој не е македонец, па сега ние да си правиме тука приказни и да си кажуваме што си сакаме, него Квинт Куртиеров е еден римски историчар кој Љубинка Басотова, професорката, направи еден прекрасен превод и на крајот си стои. Вика, во војската на Дарија, од 100.000 војска има 30.000 грци што се борат против македонската фаланга, тоест против Александар, тоест против Македонија. Ме разбираш? Сега, јас тоа порано си велев, ако тој истиот грк таму си се нашол себе си. Да, како човек се бори, против кого се бори? Знаете, сето тоа се едни такви големи фалсификати. За жал, ова што се случи вчера и денеска е само мало продолжување на таа нивна лага во која што се живеат. Знаеш, тоа е во психијатријата велат, кој многу вака често си функционира во таа лага, си се соживува со таа лага. Тоа е веќе шизофрена состојба. Меѓутоа има рок на траење. Имам гледач. Ти не си се соочувала со гледачи, таква ти е поставеноста на емисијата, што е многу добро, нели? Не знам колку е добро, колку е лоша. Но во секој случај имаме гледач на линија кој сака да се вклучи во програма. Игор, повели да го чуеме гледачот. Ало, Јанко. Добро вечер, повелете у програмата. Добро вечер. Јас се слушам емисијата и сакам да кажам за кочијата што е најдено во Берово, во Делчево ствари, и знамето што е снимано кај Калешите. Ако ги споредуваш лавот, ако го споредуваш, е еднакво исто од тоа време. Значи, еве погледате, јас тоа сум го видел и сакам да го пренесам, да го споредите. Таа златната кочија што е погребна и знамето што е снимано кај Калешите, лавот е идентичен, исти, потполно исти. Марина, запиши, значи да ја побараме фотографијата од таа кочија и да ја споредиш. Ама сакам да го слушате и овие да го видат другите. Да, ама ја немаме фотографијата од кочијата во моментов, значи во некој од наредните емисии, добро? Да, кочијата има многу фино насликано исто кај Квинт Куртиеров на крајот, значи погребната кочија на Александар Македонски. Јас се надевам дека видите во една наредна прилика или Тилија се едно ќе ја прикажеме како изгледала таа погребна кучија.
нормално импозантно направена како за цар, еден од тие размери во тие времиња. Останува една легенда која се повеќе се шири, која е просто податна за еден прекрасен, мистичен, убав, дури холивудски блокбастер, не знам, за жал ние превише идеме на социјално комунистичко, социјалистички драми. Таков ни е резонот кој не можеме да го надминеме, знаеш, тоа е нашиот проблем. И филмови за циганите да правиме, тоа е нашата фасцинација, а имаме богатство неверојатно, но толку е паметот и на нашите режисери. Знаеш зашто се работи? Замисли сега една ваква ситуација чисто практично. Олимпија, мајка му на Александар е овдека. Така. Да, кога тој умира во Вавилон. Кога он умира тук. Не за ја каменуваат. Кого каменуваат? Олимпија. Олимпија трагично го завршува животот, ја каменуваат. Негогаш не се запрашал човек зошто ја каменувале. Ако го знам менталитетот на македонците, и знаејќи цела работа, замисли, синот твој патува, војува, освојува и праќа писма на мајка си. Замисли ти, синот на својата мајка ќе испрати само писмо. А тоа биле кочи со злато, со богатства. Па за братучедите. Дозволи ми ја теоријата да ја кажам. Значи, прво кешарица за да се одржи царството. Сигурно. Македонство. Па тие значи, беше... тука идело многу кеш. Нешто идело за братучеди, тетки, нешто до Кратово, нешто Охрид, кој каде бил сместен. Знаеш колку биле плаќани војниците македонски у македонската фаланга, страшно нешто. Олимпија знаела дека е тоа основата за да ја заврши власта, бидејќи сама останала како жена да ја чува империјата. Но после смртта на Александар веќе престанала опасноста синот да може да се врати и да ја, ако се случи нешто, она е каменувана затоа што не кажува каде е каменот. Каде е огромното Александрово богатство? Некој велел дека е кај Беласица, има неколку и така има неколку теории, теории каде е тоа. Меѓутоа јас сум убедена дека е во Македонија денешна, во денешниве граници. Да, тука е некаде, како и неговото тело, има тези дека се наоѓа негде во Пелагонија, неговото тело, за кое не се уште науката нема и археологијата прецизен податок каде е телото на Александар Македонски. Јас мислам следново. Бидејќи и тие тези многу ги имам проучувано. Значи вака сега, денеска после 23 века замисли да се најде гробот на Александар. Дај Боже да се најде многу брзо, нели? Не дека ова денеска ни представува проблем ова дали НАТО не примил или не примил или што река заради нас на страна сето ова. Меѓутоа дека видиш дека емисијава ја правам влезени не влезени во НАТО ја реши да ја правам емисија. Македонски цар мора да биде погребан дома. Тука е крај на муабетот, особено ако мајка му е жива и здрава како што тогаш била. Тоа е значи тука некаде погребан. Тргнувам од моја некоја теорија и моја логика и мои истражувања. Второ, значи мислам дека денеска, ако се открие гробот, ако еден вака застане, било кој од било која партија денешна овде, актуелна, и да рече јас од гробот на Александар вас, ви се колнам дека Македонија ќе направам тоа и тоа, гласајте за мене, сите ќе гласаат за него. А замисли тогаш, во тие времиња уште, кога тој ја имал својата грандиозност во такви размери каква што ја имал. Тоа има и до ден денес, ама замисли тогаш. Значи, цела таа конспирација околу тоа каде се наоѓа гробот, ми се чини дека и сама Олимпија ја создала, за да не дојде некој од тие такви што таа не ги поддржувала да дојдат на власт. Да, тоа би било место на раздори на култ. Се разбира. Значи, и денес, а замисли тогаш. Втора работа. Ќе вклучиме, само да ти кажам што јас мислам. Ја губам емисија, полека Марина ме Значи, ова што преска спомна за тоа колку пари имале, колку биле богати македонците. Значи, сега не можам ни да се сетам на бројки и цифри и суми, колку они злато, да речеме само Дарија која го победила. Секој град че имало бања. Секој град че имало бања. Еден војник од македонската фаланга бил наградуван со огромна сума на злато, на пари. Особено тие што, таму кога се одлучило на бунт. Значи, покрај каризмата и кешарицата работела до крај на светот. Се разбира. Одиме со гледачот. Тие пари морале да бидат донесени овде во Македонија, разбираш? Да, па деца, фамилија
или ово. Меѓутоа, тие сигурно не биле товарани од Солун, исто тогаш нашиот град, па на магариње, па до мјачки на краишта наши. Разбирам. Значи, моја теорија е дека се тоа било по некакви подземни приоди кон дома. Па, ако Партенонот бил банка, сигурно имало и други центри каде што се чувале парите. Не се чувале сите пари под перница. Не, меѓутоа како биле носени до дома. Значи, а како биле носени до дома? Јас сум сигурна дека Македонија е полна со подземни тунели и ходници кои доправо треба да се откриваат. Кога ќе почнеме да ги откриваме тие ходници, ќе го најдеме гробот на Александар. Одиме со следниот гледач. Ало? Добро вечер, повелете. Благодарам, тука е Лиле. Јас сакам само да се надоврзам, прво сакам да ве поздравам и да ви кажам дека долго време ве следам и ми се допаѓаат вашите емисии, а сега прв пат се вклучувам. Најголем поттик ми беше господјата Марина, која, или господјица, не знам, која кажуваше какви чувства доживеала кога се сретнала со луѓето. Јас сакав да споделам едно мое чувство. Во 1975 година, во август месец, јас го поминував Кајбер пас со моето семејство, децата уште ми беа мали, едното 2, другото 4 години. И ние со кола патувавме од Скопје до Нью Делхи. Така да низ Афганистан, да речеме, имав прилика да ги видам и Херат, и Кандахар, и Кабул, кои што се основани од Александар Македонски, али кога дојдовме во Кајбер пас, кога минувавме низ тој дел, излеговме надвор и сите четворица и пешки одевме. Ако ми беа децата мали, мотото беше тука македонците одат пешки. Моето чувство Знаевте каде одите? неописиво, многу слично на вашето, кога кажувавте дека езгијата на калашите ви се ве понела. Господјо, целиот тој пейзаж што го гледав таму наоколу и нешто исконско, мислам, провре во мене и ова чувство сакам да го споделите. Да. Господјо, ви се извинувам, малце погроб ќе бидам, не ме интересира чувството. Ме интересира која година е ова? 1975 година, во тоа време. Чекајте, ве молам, кратки подпрашања новинарски. Дали знаевте кога излеговте, кај излегувате, дека има тука македонски наследници? Не. А не знаевте? Не. Видите, јас сум продукт на предходниот општествен систем. Така, од тој сите патиме. Јас тогаш имав 27 години, само што бев завршила медицина, одев во Индија на специјализација. Аха, така ве натера патот. Да. Така ме натера, тоа не но беше... кога отидовте таму, препознавте нешто што ви приличи на вас? Нешто познато, мислам. Македонско дежаву, јас го викам во филмот. На Да. Магаре го имам и сликано, имам слайдови од тоа патување. И друга работа, мислам, тоа и ме натера малку да почнам повеќе мојот боравок во Индија, да се интересирам за Македонија и јас фактички во туѓи библиотеки, на туѓи јазици учев за мојата земја. Еден друг настан, исто интересен, ми се случи 1987 година во Москва. Бев исто на едно усовршување и еден индиец, кога на рецепцијата во хотелот, кога слушна дека сум од Македонија, ми вика, извините, дали може нешто да ве прашам? Викам, да. Вика, знаете, јас истражувам едно племе во Пакистан и ми покажа слика. Тоа е као да гледате наша Македонка. Мислам, зборувам за антрополошките црти на луѓето. Да, добро. Господјо, мислам дека ве радува овие сознанија што ги знаеме, нели, од господја Марина, што ги знаеме од господинот Чашуле. Да, документирано. И ви благодарам за јавувањето, но кажи ми, ти спремаш и Скајнет телевизија и воопшто целава наша држава се спрема едно огромно изненадување кое го почна ти на почетокот, па ја умешно те пресеков за да го ставиме на крај. А тоа е едно специјално гостување во Македонија. Се вака. Значи, сета оваа убава
научно-фантастична приказна која се претвори во една еден реалистичен видеозапис, да. Морам да кажам следно, и покрај тоа што можеби вака денеска не е моментот кога конечно се консолидиравме заради некои други нешта. Во оваа држава никој не мрдна со мал прст после ова откритие. Официјално. Значи, ова допре до секој обичен македонец на начинот на кој што јас сакам да допре. Но не допре до научните институции. Не допре до никога. Не допре до, да, до официјалните инстанции во оваа држава. И покрај тоа што јас навистина се надевав дека некој кога ќе му донесете едно натацна вака откритие, нормално, ќе си не бар Индиана Джонс, златната маска која ја носи? Не е битно. Тоа може би е резултат на, еве што рече гледачката претходно, на некои наши празнини од некој образовен систем што сме го имале, неначитаност, неупатеност, неукост или не знам, или перењето мозок дека сме дојдени 6 да, век, или несвесност за себе. Меѓутоа, фактичката состојба е таа. Значи, тие луѓе постојат, тие тврдат дека се македонци, дојдени од Македонија, дека се потомци на Александар Како Македонски. Како ја убива ова тезата словенската теза, како ја убива овој доказ? Ама дојдело е време за убивање на многу тези, меѓу другото за среќа, да и ова, многу свети гребати не се даваат. Кои животот го посветиле на таа кауза и сега треба да докажат нешто спротивно на тоа што го работеле. Да, ама еве доаѓаат нови генерации и нови духови, нови самосвесни сознанија за некои нешта, знаеш, како да ти кажам, една Дарвинова теорија кога и да е, нели, вака научно ќе се сруши, а не па една теорија за историја на еден народ, нели? И што планираме? Значи, планираме. Ние тоа го направивме, не планираме. Добро, што е направено, Марина? Бидејќи никој официјално во оваа држава, нели, не превзеде ништо во врска со ова. Значи, Македониум, јас како Марина Дојчиновска, Скајнет телевизија како моја подкрепа, се разбира и тебе те сметам вака како моја подкрепа во тој контекст. Ги поканивме овие луѓе, бидејќи навистина стана опасно да се патува таму од оваа есен наваму, со сите овие превирања околу Первез Мушарав, па Бенезер Буто, како што видовте што и се случи и така. И претходно беше опасно, меѓутоа сега навистина премногу. Ако еднаш не чуваше Господ да го направиме тоа како што треба, не значи дека втор пат исто ќе ни пружи помош по патот. Наместо да одиме ние таму и да направиме културен центар кај Хунзите, каде што грците си уште не направиле, во неможност да го направиме тоа, ние ги поканивме нив. И тие толку срдечно се согласија да ја прифатат нашата покана, и не информираа повратно дека со огромно задоволство ќе дојдат во земјата од која што потекнуваат конечно да ја видат, да направат комуникација на вистинско ниво. И некаде здравје Боже од 15 мај, околу 15-20 мај, ние ќе ги пречекаме овде. Кого? Царот, царицата, значи Мир, жена му на Мир. Мир и Мира. Мир и Мира, овој дечкото од културниот центар што го видовте во филмот. Значи и од хуните и од калашите ќе. Само од хунзите сега. Хунзите, пардон? Значи хунзите ги само од поканивме, хунзите, да. така, добро. Требаше калашите да ги допореметиме да видат кои се. Не е доцна, можеме, бидејќи тие си имаат комуникација меѓу себе, со тоа што калашите не се врзани овака да можеме да комуницираме преку мејли со нив. Значи треба хунзите да отидат, па да им пренесат, па да се вратат. Меѓутоа, чекавме да поминат сите овие гужви, што поминаа, еве, фала му на Господа. Ги тргнавме од нашите вака души како нешто, како едно непријатно искуство и една ноќна мора на која повеќе нема да мораме да се сеќаваме. Луѓето доаѓаат и ние овде ќе им приредиме дочек каков што заслужуваат. Цар и царица. Цар и царица. И особено некои од моите пријатели се македонисти се многу возбудени од фактот дека Македонија има цар и царица во континуитет сите овие 23 века. Амин, амин. Добро, дали освен ние овдека ќе биде ангажиран, се пријави некој, имаш подкрепа од некои историчари и археолози кои би го извеличале тоа, политичари, дали некој од... Па има најави, фала му на Господа.
Со тоа што нели нормално беше забелешката нека поминат дали државниот врв ќе ги прими, дали ќе можеме да ги однесеме во парламентот да им покажеме. Се надевам дека ќе им приредиме дочек каков што заслужуваат овие луѓе, дека тоа ќе го направиме на ниво на кое што го заслужуваат, а еве јас и ти здрави живи од утре можеме да почнеме да работиме на организацијата на сето ова. Добро. Значи до сега се чекаше да помине само овој прием фамозен во НАТО. Еве излезе како што излезе. И сега повеќе од порано ни е потребно потврда за тоа зошто не влеговме и да не се покаеме што не се откажеме. Знаеш, има луѓе кои велат, абе зашто многу губиме ово она. Не смееме да се откажеме. Еве зашто ова е една од многуте причини зошто не смееме да се откажеме од својот идентитет. Не е ова словенштина. Лагите завршуваат еднаш. Еве, затоа велам, оваа нивна лага што ја пласираат толку умешно и вака во знак на наводници махерски, дипломатско-политички, не знам како све кого се убедија таму дека нели они имаат право да го искористат нивното право на вето заради тоа што ние не сакаме да го промениме нашето име. Луѓе што живеат во сопствената лага живеат еве како нив уште известно време можеби, нели? Во оној момент кога ќе се свестат дека тие живеат во нечи туѓ живот, во нечи туѓ идентитет, тогаш е трагично за нив, не за нас. Јас тргнувам од себе, меѓутоа тоа важи и за мојот македонски. Јас ова го направив за Македонија и за мојот народ. Јанко, јас со овој филм нити заработив, нити ова беше комерцијално осмислено, нити направено, нити денар. Значи, оваа беше една мисија која беше реализирана во оној момент кога овој филм го видоа сите мои македонци. Кога секој што ќе ме сретне на улица ќе ми каже дека си го преснимил од телевизија, па си го има дома и си го пушта секој вечер. Ја би сакал, ми се полни душата. Ја би сакал да дојдат тука. Ние ќе ги причекаме достојно како што треба и ќе ги сместиме дотолку имаме можност. Знам дека и продукцијата сето тоа ќе го возможи, не е тоа проблем. Се надевам дека со достоинство ќе ги прими државниот врв, дека ќе ги прими парламентот. Се надевам дека конечно она што треба да го сметаме како глава и мозок на оваа држава, ману, ќе ги примат и таму. Тоа ќе биде еден одскок и за нив како луѓе да се вратат и само почита и достоинството кон македонската суштина на своите личности. И народот кој се повеќе почнува да се сомнева во многу наши академици, научници и така натаму. Еве ви шанса, време со еден мал гест. Седнете со тие луѓе, сликајте се, направите, скршете муабет. А за некоја година, зошто да не, една научна делегација која ќе се испрати таму, да го проучува сето тоа. Не за некоја година, следното лето, здравје Боже, нели? Следното лето, зашто да чекаме уште некоја година? Чекавме 23 века да го направиме овој контакт. Еве го направивме. Не треба ништо повеќе да се чека. Зошто? Зошто да се чека? Марина, ти благодарам за учеството во емисијата. Нели, едно од најлошите работи на телевизија кога колегите си гостуваат еден на друг, но ја и тоа се надевам дека нема така да го прецепираш. Да, ова не е, знаеш, девојчето од контактната програма го викна девојчето што води музичка емисија. Мислам дека јас имам навистина ретка можност да кажам некои работи што не влегле во филмот, а јас како исто така од таа страна во улога на водител или насочувач на динамиката во една емисија, не сум имала никогаш можност да кажам нешто што сакам да го кажам, а е поврзано не со хунзите и калашите, туку со Македонија и оно што нели го излегува од нас како македонци. На крајот само сакам дозволи ми да кажам дека имам едно мото што во моментов важи за сите нас македонците. Никој не може освен Бог да ни земе нешто, а да не бидеме пак своји на своето. Се покажа, еве, и се покажува. И нека слави кој што колку сака сега таму на југот. Ти си денеска смирена и немаш гајле што не влеговме во НАТО, дека не се чувствуваш понижено. Напротив, Бог да чуваш. Јас сум сега среќен што многу македонци се запрашаа кој сме и што сме. Токму тоа и овие две емисии се еден мал само придонес да ги подкрепиме луѓето
Ама јас велам не се самопочит. свесни овие истите тие што живеат во сопствената лага, грабејќи од туѓиот идентитет, во случајов македонскиот, прикажувајќи го како свој. Зашто? На крај това не е битка за името, или дали ние ќе сме го променили името или не сме. Ова е битка за идентитетот. Тие сакаат да не нема, за да биде нивно цело тоа културно наследство што Македонија и македонците го дале на светот. Знаеш? Сега, извини, ама ти не можеш да ми земеш нешто, а да не бидам пак јас своја на своето. Така? Така и на Македонија. Никој не може ништо да иземе, освен Господ, а таа да не биде своја на своето. Додека постои ова парче земја, додека постои ова срцето, јас викам срцевината, се уште мало парче, не знам, 2 милиони жители или колку и да сме веќе тука македонци, меѓутоа тие се тие што го прават субстратот на една македонска душа, која е древна по својата суштина, која му дала на светот сите цивилизацијски придобивки што и ден денес ги присвојуваат и ги чувствуваат како своји, затоа што македонците не им го дале тоа за да се наметнат некому. Не, ти нема да правиш вака, ти од сега ќе функционираш вака. Ке не чува Господ и понатаму, додека сме живи и здрави, додека мрдаме, ја има Македонија, ги има македонците и ние сме тука. Ти посакувам многу успех, приватно и професионално. Ти благодарам уште едно за учеството во емисијата и се надевам дека покрај убавиот мебел ќе добиеш комотни фотели како што се мојве сепак. Почитувани гледачи, сега ќе направиме подолга пауза, значи рекламите да ги испочитуваме нашите спонзори. Извини, сега морав малце една. Да. Шега на страна. А веднаш потоа ќе продолжиме на словните страници од утрешните новини, вашите јавувања и сето она. Јади Бурек денеска се емитува непрекинато од 18 часот и 10 минути. Да кажам само, утре во Македонија гостин е господинот Атанас Ботев, во истиот кој преска бев на изложба. Ја прикажав изложбата. Што предизвика таква една страшна реакција на... Ќе биде интересно да се гледа. Да, проследете на.